بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Така што ќе наставиме вечерва со говорот на ова имам шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кога ги донесе алимот аргументите дека мушриците, арапските мушрици, тврдеа и прифаќаа теухид ер-рубубија. Значи, што значи дека тие прифаќаат дека Аллах е нив создател, дека тој нив ги снабдуват и дека Аллах управа целиот универзум. Значи, во оваа работа мушриците арапски нема никакво колебење и двоумење. Значи, целосно беа убедени дека овие работи му припаѓаат единствено на Аллах субхана ва таала. Но она што им го уништи на нив ова верување беше нивното правење ширк во теухид улухија, кога зедоа тие за посредници, ангелите, пекамберите, добрите луѓе и така натаму, со земањето на посредници им го руши ним тој теухид ер-рубубија. И што значи дека учимо тоа дека целиот спор беше меѓу пекамберите, меѓу пратениците Аллахови и нивните народи е теухид улухија. И затоа вели шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. Значи, ти стана јасно тебе после ова и ти го реализира после овие аргументи, ова објаснување од шейхул Ислам рахимахуллах, ти стана јасно дека посланикот салаллаху алейхи ва селам правеше борба против нив за да биде молитвата единствена за Аллах субхана ва таала. Значи дуа, значи довата, значи молитвата да биде за кого само за Аллах субхана ва таала. Се тие довата е посветува на мелакината, на пекамберите, на праведните луѓе, така што значи ги правеше тоа нив во вистина мушрици, ги правеше мушрици. И другите вали истигатату куллуха биллах, исто барање помош во тешкоти, во кој не може никој други да ти помогне освен Аллах субхана ва таала, да биде тоа само од Аллах таала, не од мртвите, не од кај гробовите, а бараш значи помош. وجميع أنواع العبادات كلها لله. Да бидат сите врсти на ибадети. Значи, дали тие се врсти на ибадети што ги прави човекот со неговото срце, значи ибадети на срцето, или дали се тие ибадети што ги делува со неговите дела од телото, сите тие врсти на ибадети да бидат посветени за кого? За Аллах субханаху ва таала. وعرفت, и тогаш ќе станува јасно, тогаш знаеш, енна иqrarahum бит-таухид ар-рубубија лем юдхилхум фил ислам. Тогаш ти станува јасно, знаеш дека нивното потврдување на теухид рубубија не ги стави нив во ислам. Значи, ова ти требаш, кога имаш некој човек пред тебе, имаш човек ти пред тебе. И тој човек вели ја верувам во Аллах. Ја верувам дека Аллах нас не створил. Аллах не создал. Аллах не снабдуват. И истиот човек, тој ојд кај гробовите, се моли на тие мртви. Ова него не го прави муслиман. Значи, неговото тврдење дека Аллах е створител, создател, не го прави муслиман. Зашто ако беше го поправило муслиман, тогаш тие луѓе што му се спротивставија на пекамберот салаллаху алейхи ке беа и тие муслимани. Неке немаше потреба да го избркаат пекамберот салаллаху алейхи од Мека и да му се закануваат со убиство и да убијаат некој од сахаба. Но тоа што значи дека нивното тврдење на теухид рубубија не ги стави нив во исламот.
وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. Ama nino to барање, нино то молење, нино то посветување на молитвите кон ангелите и пекамберите и евлијаите, што бараат тие од нив шефаетот. Да тие пекамбери, тие ангели, тие евли да прават шефает. Да прават шефает ке Аллах субханаху ва та'ала и да ги приближат. И да ги приближат. Но токму тоа ги направи нив неверници. Значи, токму тоа, нивното барање, приближување до Аллах, соземање посредници, како мелачината, ангелите и пегамберите и евлијаите, токму тоа нив ги направи неверници. Тогаш вели шейх Мухаммед рахимуллах: "Арафта хина идин ат-таухид алладhi da'at ilayhi ar-rusul wa aba an iqrar bihi al-mushrikun wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlik la ilaha illa Allah." Тогаш тебе ти станува јасно, вели шейх Мухаммед рахимуллах, тогаш знаеш ти дека теухидот, значи она врста на теухид во која повикувале сите пратеници, а од другата страна нивните народи, што беа мушрици, одбија, негираа да го прифатат тој теухид, тој е теухидот што содржуваат во значаен во говор, значи во реченицата ла илаха иллаллах. Значи ла илаха иллаллах. Зоши ла илаха иллаллах. Што значи ла илаха иллаллах? Некој ќе те праша тебе, што значи ла илаха иллаллах? Значи оваа збор е зборот што се спомнуваат на езаните секој ден. Да. Се спомнува збор, секој кој сака да го прими исламот, треба оваа збор да го изговори. Некој сега тебе те најдува на улица и вели да сакам да го прифатам исламот, твојата вера. Кажи ми што треба да речам јас. Ти му велиш ла илаха иллаллах. Другото прашање, следно што те прашува тој, тоа е логично, што значи тоа ла илаха иллаллах? Значи тој барат да знајт зошто тој да стане да го речи тој збор, што е тој збор сега? Што со тој збор значи се ценат, се мерат делата, значи. Дали тој е муслиман или кафир? И за жал, како што ќе дојме сега понатаке, големиот број на муслиманите не знаат значеноста на ла илаха иллаллах. Значеноста на ла илаха иллаллах значи ла ма'буда бихаққин иллаллах. Нема никој право да биде обожаван освен единствен Аллах субхана ва та'ала. Ла ма'буд, нема никој право да биде обожаван. Ма'буд обожаван. Бихаққин, со право, што заслужил да биде обожаван. Иллаллах, освен Аллах. Зошто имат право тоа да биде обожаван? Зашто тој нас не створил, тој нас не создал, тој нас ни дава ризк, тој нас не снабдува. Тој го управа целиот универзум. Кога нему тој е тој што ги имат овие моќ, имат оваа моќ, тогаш само нему му припаѓат ибадетот. Не припаѓат ибадетот, не сме да се посветит ибадетот на некој други, освен на Створителот. Зашто е единствен што заслужуваат. Ла илаха иллаллах, се повеќето луѓе наши, што велат за ла илаха иллаллах, нема Господ освен Аллах. Значи Господ значи раб, раббун, значи рубубија. Значи тие потврдуваат рубубија. И ти ако пазиш, ако внимаваш, и во худбињата, во нашата средина тука, и во худбињата, темата што е, ако некој пат збора за оваа работа, теухид рубубија вика тука, и учат луѓето. Значи види Аллах колку ни дал овие работи, значи риска и све. Теухид рубубија. Тоа не вели мине да не повикуваш луѓето и да не ги учиш. Ама каде теухид улухија? Теухид улухија е спорот меѓу пратениците Аллахови и нивните народи.
Тука луѓето имаат проблем. Се тој, значи, нема проблем да го прифатит Аллах дека е створител, создател. Но после одит и барат берекет кај гробовите. Тој значи дека тој не сватил уште ла иляха илаллах. Или после одит има страв од мачка. Ке му поминит мачка, има страв, му се расипал денот. Или барат берекет од некој дрва. Барат берекет од некој дрва. И така натаму. Што значи дека тој, ако разберел ла илаха илаллах вистински, тогаш немаше да барат помош од мртвите, немаше да барат помош од евлиите, од пекамберите. Зошто? Неговото срце е поврзано само со еден и единствен Аллах субханаху ва та'ала. После вели шейх Мухамед рахимахуллах, фа иннал илах индахум хуа аллази юқсаду ли аджли хази умур. Зошто кај нив, кај мушриците, што значеше илах? Илах, значи ла илаха иллаллах. Ла илах. Што е, значи, нема на илах? Значи, Бог, божество. Што значеше, се ти треба за да разбериш, значи, заблудата нивна, за да разбериш ширкот нивни, треба да разбериш што имаше значење тој збор кај нив, што наменуваат тие со тој збор, што намеруваат тие со тој збор. Се ти ако не знаеш нивната намера, значи нивното разбирање на тој збор, ти може да му кажуваш нив аргументи, но тие аргументи не се за тоа што ти не му ги кажуваш. Зошто ти не разбираш тој што подразбира со тој збор. Зошто, пример, за да ви стане појасно, ќе дојде тоа во поднатаке на книгата, имат луѓе, муслимани, ти му велиш, не му прави на Аллах ширк. Тој вели, ние не му правиме на Аллах ширк. И си ќе заврши дискусијата. Гледаш, овие рече дека не му прави на Аллах ширк. Ама тој, знаеш што значи, што го разбира ширкот? Тој само разбира ширк кај него да појде пред еден кип да се поклони. Тоа е ширк за него. Ама да коли петел на прагот од вратата, да ојде кај гробот да му се моли на мртвиот, тоа не е ширк за нив. Значи, затоа треба значи ти да разбериш што се подразбират кај него ширк. Што разбира тој со зборот ширк. Се тој вели, ние не му правиме на ширк. Кога го прашуваш, ама ти, што подразбираш ти тоа не му правиш, тој ќе деш, па не, да не му поеш на еден на кип да му се поклониш, да му прави сеќда. Да, тоа е. Ама тој ти вели после, ама ја ода, имам еден евлија, ние таму во тоа село, во тоа место, имате еден гроб, тој колко ви е голем, таму кој поишол видел вака, светло така, чукнало вака, не знам што. Што значи? Дека тој, значи, разбират ширк е само пред кип да се поклониш, да му падне сеќда. А другиве работи, тој не го рачуни за ширк, а во вистина тоа е ширк. Зошто? Мушриците, затоа треба шех Салих ал-Шейх на почеток што рече, за да го разбереш ширкот убо, треба да разбереш исто ситуацијата на арапите пред пекамберот салаллаху алейхи селам. Во какви врсти на ширкови биле паднати тие луѓе? Значи тие не биле луѓе кои биле паднати во ширкот само пред кипот што правеле сеќда и руку. Туку тие имале како Лат, Узза, Менат и други, значи божества кои ги зеле како посредство. Тие сакаат да се доближат со нив кај Аллах Таала. А не дека веруваат дека тој створува, создава, дека имат таква компетенција, моќ. Не. Тој беше побожен човек, добар човек, овие мој да не донесе нас до Аллах поблиску. А токму ова ги изфрлат нив од верата. Вели шейхул Ислам рахимахуллах, зашто илах е, значи, кај нив, кај мушриците, се подразбираше оној кој се бара на кого му се молат за овие работи. Значи му се молат за нивните потреби. Значи илах, Лат, Узза, Менат и така натаму. Значи тој како Бог кој тие му се молат нему да тој да им прави шефајет кај Аллах субхана ва таала и тој да ги приближи нив кај Аллах субхана ва таала. А токму ова е само Аллахово право.
Токму ова е само Аллахово право. Никој нема право на овие работи. Дали бил величев Мухамед рахимуллах севаун кана мелекен ау небиен ау валиен. Дали е тој еден ангел или еден пекамбер или евлија ау шеџератен или некој дрво ау кабран или некој гроб ау джинниен или некој джин. Лем юриду ен ал илаха хуа ал халик ал разик ал мудаббир. Значи ти не мислеа дека со зборот божество тука, илах, дека тој е оној што створува, што создава, не. Илах мислеа дека е тој разбирање ке нив имаше, оној што тие му посветуваат молитвите или му се молат во нивните тешкоти за тој да му се моли на Аллах Таала за нив. Ама токму баш ова ним ги правеше мушрици. Зашто не е верата, значи логично да ја земиш, како тебе, што ти текнало или мене. Како што вели Алија ради Аллах, што рекол, значи кога беше верата логично, ќе требаше месхот по чорапите се земите. Разбрате ова пример, значи да беше верава логично. Што вели Алија ради Аллах, да беше верата логично, требаше месхот, месх. Кога земаш месх на чорапите, ќе требаше нормално под чорапи, под кондури, зашто тука се извалкуваше. Ама не е логично. Значи ти си роб, створен од Аллах. Ти не си што наредуваш. Тебе ти се наредуват. Од тебе се барат, не ти да бараш. Зашто ти ќе бидеш прашан. Ти не смеш Аллах да го прашуваш. Аллах нема да биде прашан за ништо. А ние ќе бидеме прашани за секој еден миг. За секој еден миг. Зашто тие знаат, вели шех Мухамед рахимахуллах, така тој што створува, тој што снабдува, тој што управа целиот универзум, па иннехум ја'лемун, значи ја'лемун, значи иде од илм, значи тие знаат цврсто дека овие работи, створувањето, снабдувањето, рискот и така натаму, умирање, оживување, дожд пуштање и тие сите работи, тие се значи право Аллахово. Значи тие веруваат цврсто дека тоа му припаѓа само на Аллах Таала. Ама проблемот е во улухија. Тука тие земаат други божества кои им се молат на нив во нивните потреби и токму тоа ги прави нив мушрици. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ سيد. Во нашево време, мушриците, за да ги изиграат верниците, покушуваат да ги изиграат верниците, и менјаваат збороите. Тогаш тие мушриците го потребуваат зборот илах. Илахун, значи дали е мелек, дали е тоа пекамбер, дали е тоа евлија, зошто за да му се молат нему за овие работи потреби. Во денешното време, кога мушриците сватија дека со оваа работа не можеме ние повеќе да ги манипулираме муслиманите и да ги играме, треба да го мениме зборот илах. Сега ќе го потребуваме истиот збор, ама не илах, зашто илах се напишали Ибн Тајмија, напишали имами за тоа, предупредувале. Сега ние ќе го употребиме зборот сејид. Сејид значи господин. А ние со тоа сејид исто намеруваме илах. Ама ако кажеме илах, се издаваме себе си. Зашто муслимани више поминале стотици години, више алимите ги предупредувале. Сега ние треба да најме друга начин како можеме ние пак да ги клајме во нашата стапица, ама со други зборови. Како вели шех Мухамед рахимахуллах, сејид. Сејид значи господина. А тој со господин го мисли тој дека оној кој тој му се моли нему во неговите потреби, неговите тешкоти и барато него помош и барато него не знам што, беричет и деца и среќа и здравје и све. Но како што вели шех Салих ал-Шейх, el-ibratu bil-haqa'iq. Работата е со реалноста на работите, со сушноста на работите. Лейса el-ibra bil-esma, не работата во имињата. За да ви стане појасно ова, во Куранот не е дојдено водка Джони Вокер, брат.
Немат во Куранот, не постои Джони Вокер. Дојде нешто хамар, алкохол. Но луѓето на заблуда му клава на алкохолов разни имиња. Ние не гледаме на имево. Така, значи во сушност што има таја работа внатра. Така исто гледаме во работава на ширкота. Не гледаме дека тие покушуваат со разни имиња од Илах, после Сејид, па после понатака можат и друго име ќе донесат. Ние гледаме, го прашуваш, што подразбираш со тоа Сејид? Оке опрашаш него сега, тој ќе па не, знаеш, ама ја, оке имате шкоти, таму имате гроб во тоа село, во тој град, и тој таму биле луѓе, моја фамилија, мои пријатели, кој бил таму, не се вратил со без ништо, не знаеш, значи, такви работи. Истото што ти кажуваат, мушриците пред 1400 години. Значи, тие бараат помош од мртвите. Работи бараат од мртвите, кои не се бараат од никој друг, освен од Аллах субхана ва таала. Значи, разбравте се каде беше муабетот, значи, ова е многу важно да го сватите. Многу важно да го сватите, значи, иако се менјаваат имињата на работите, ти рачуниш сушноста на работата. Значеноста на работата. Значи, тоа е многу, многу важно. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Тогаш затоа дојде пекамберот салаллаху алейхи ве селем и ги повикуваше, значи во прва линија меканците, да во зборот на теухидот, а тој е ла илаха илла Allah. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. Слушај добро, значи што вели шех Мухамед рахимуллах, многу важно. Вели шех Мухамед рахимуллах, дојде пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, ги повикуваше во зборот на теухидот, а тој е ла илаха илла Allah. Што целта на овај збор, ла илаха илlallah, е значеноста, она што содржува овај збор, а не само изрекувањето. Значи, не е целта од овај збор само да го изречиш ти, туку содржувањето на тој збор. Што бара тој збор од тебе? Значи, разбери добро, значи не е целта на зборот ла илаха илlallah, обично изговарање на неколку букви. Туку целта на тој збор е содржувањето што содржува тој збор и што бара тој збор од тебе понатаке кога ќе го изговориш. Тоа е целта. Потоа вели шех Мухамед рахимахуллах, والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. شيخ محمد رحمه الله вели, незнајковците неверници, значи джахилите неверници што биле во времето од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, значи джахилите од ним што биле, дури джахилите од неверниците, знаеле тие што има цел пекамберот салаллаху алейхи ве селем со овај збор. Значи незнајковците од нив го знаеле целта, знаеле што се барат од нив, дека тие требат да му го посветат кога ќе го изговорат тој збор, треба да му го посветат целиот ибадет, сите врсти на ибадети на еден и единствен Аллах субхана ва таала. Значи тие разбра многу добро. Незнајковците, значи, денеска ти, значи види, тоа е за големата ужаст, големата, значи, удир на муслиманите. Што денеска муслиманите се многу голем број, милиарди се стигнати, но живат во тешки темнини, во незнање. Излези на улица, ако сакаш да се утврдиш, излези на улица утре. Или денеска беше пазар, да, чека другата сабота пазар, што има највише, значи, движење кај нас во градот, излези на улица и прашај 100 муслимани. Запри 100 муслимани и прашај ги, што значи ла илаха илlallah. И види самиот во каков заклучок и резултат ќе стигнеш. И тогаш ќе свати, значи, нашиот проблем што имаме ние во оваа денешница. Што незнајковците од неверниците се познаени од тие така наречени муслимани. Вели шех Мухамед рахимуллах, وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ. Значи, од една страна, мушриците знаат, ако речат ла илаха илlallah, знаат добро дека тие треба на Аллах да му ги посветат сите ибадети.
Значи, нивното срце да биде поврзано само со Аллах субханаху ва таала во сите врста на ибадети. И да прават неверство спрема другите лажни божества. Значи, не е доволно да правиш, значи, да веруваш во Аллах субханаху ва таала и таухидо да го имплементираш, туку исто ел куфру бит тагут, значи да правиш неверство, да ги негираш сите лажни божества. Вал бараату минху, и да се откажеш од нив. Да се откажеш од нив. فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم, зашто кога пекамберот صلى الله عليه وسلم им се обрати на мушрикун, на мушриците во Мека, им рече قولوا, речите, изговорите, тврдите ла илаха илла Аллах. Значи тие слушаат ова збор од пекамберот, дали на пазар во Мека, дали на улиците во Мека, дали во кај Кааба, во други прилики. Пекамберот им вели го повикуваат својот народ да го изговорит овај збор. Во вистина овај збор е лесен за изговарање. Плюс тие арапи се, поети се. Значи за нив за изговарање некој муслиман може ешхеду, не знае да речит ешхеду, ен ла илаха илла Аллах. Значи кога гледаме некој пример, германци влагаат во исламот, американци, французи, што ти не, значи тој не знае тие го изговори овој збор како што требите. Тој е арапа. Абу Джахал, Абу Лахаб, тој е чист арап, тој нема проблем да го изговори овој збор. Тие се нини зборови. Значи тој за него му лежи на јазик. Да, ме разбира, значи работава што е. Значи пекамбер му вели на тие арапи што го разбираат јазикот негов, што нема никаква тешкотија во изговарање на зборовите. Кулу, речите, што? Ла илаха илла Аллах. Во моментот кога пекамберот им вели ним речите ла илаха илла Аллах, што велат мушриците? Калу, рекоа, што? Аджала al-alihata ilahan wahida, а ги направи тој сите божества само еден Бог. Значи, знаете дека тие треба да се откажат од сите лажни божества, од Лат, од Узза, од овега, од онега, од сите тие екипови до кај Кааба, да ги искаршат, да ги изфрлат, и тогаш да го поврза нивното срце само со Аллах субханаху ва таала. Значи, тие знаете дека тој збор барат од ним тоа. Затоа, значи, одговорот ним беше аджа'ала ал-алихата илахан вахида. Значи, знаете дека тие треба, значи, само еден илах, вистинскиот илах, вистинскиот Бог, еден единствен Аллах субханаху ва таала да го обожаваат. Од другите се откажат. Тие тоа не го сакаа. И затоа рекоа инна хада ла шејун уџаб. Навистина ова работа е многу чудесна. فإذا عرفت, тога вели шех Мухамед рахимахуллах, فإذا عرفت, кога знаеш ти сега, ен джухал ал-куфари, незнаковците од неверниците, јарифуна далик, ти го знаат значеното на ла илаха илlallah. Фал-аџебу, чудното е, чудесното е, да се зачудуваше, миммен једда ил-ислам, онја кој тврди за себе си исламот. Ва хуа ла јарифу мин тефсири хазил калима, и тој не го знае тефсирот, значеноста, содржиноста на овај збор. Ма арафу джухал ал-куфар, она што го знае во вистина, во сушина, незнаковците од чафирите. Значи, чудесно што е? Чудесно од човек кој претендира ислам, кој тврди дека е муслиман, кој тврди дека е припадник на оваа религија, и тој не го знае значеноста на овај збор. Бел, што вели шех Мухамед? Туку дури, بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. Дури некои муслимани мислат дека ова е само изговарање со јазикот, изговарање на неколку букви, без да имаш некакво верување во твоето срце за значеноста на овај збор. Значи, обично изговарање без никакво верување, без чувство, значи без никакво верување, без никаква убедливост во срцето да имаш за значеностите на овај збор. Уел-хазику минхум, а онај што е попаметниот од ним, значи тие муслимани што кажат овие работи вакви, попаметниот, значи нешто е малце попаметен, малце джумишојт по џамија, по вак, el-хазик минхум, језунну, мисли тој, ена ма'наху, мисли дека значеноста на ла илаха илlallah, ла јахлуку, ва ла јарзуку, илла Аллах, ва ла јудеббиру l-емра илла Аллах. Дека никој не створуваат освен Аллах, никој не снабдуваат освен Аллах, никој не управат универзот освен Аллах. Значи,
Попаметниот малце, оња малце попеаниот што велат кај нас. Поучениот, што? Вели дека тој што мисли значеноста на ла иляха илlallah, дека никој не сворува тоа се на Аллах, никој не стамбува тоа се на Аллах, никој не управува универзитет тоа се на Аллах. Да. А тоа е што го тврдат мушриците. И што вели после шех Мухамед рахимуллах? Фала хајра фи раджулин джухалул куфари а'лему минху би ма'на ла илаха илlallah. Тогаш нема добро во еден човек, од кого незнајковците од чафирите се познаени за зборот на ла илаха илlallah. Значи нема добро во тој човек. Затоа вчера што ви реков синоќа, дека многу луѓе мислат, оно што тврди, и ова е значи голем број на муслиманите, брат. Шех Мухамед вели, ако некој тврди тоа ви работе за Аллах, нема добро во тој човек. Зашто џухал ел куфар беа познаени од него за овој збор. Ама кога ќе умрат вакви луѓе со вакво верување, со вакви убедувања, добар беше многу. И сите одат за му прават чест. И не знам што. Тука кажат дека ние немаме сватено вистински нашата вера. И затоа се најдуваме во ова пониженост. На крај, две важни работи, што ги спомнуват шейх Салих Алушейх хафизахуллах. Треба да сватиме дека el-af'al, делата, како дела, el-af'al, ala qismain, се на две категории. Дела, две категории. Аф'алу Раббу Та'ала, делата Аллахови, ва аф'алу l'ибад, и делата на Аллаховите робови. Аф'алу Рабб, делата Аллахови, овде е теухид рубубија. Значи Аллах створува, Аллах снабдува, Аллах дава ризк и така натаму. Така ова се аф'алу Рабб. Значи делата Аллахови. Овде да го потврдиш дека Аллах е единствен во неговите дела, значи нема Аллах потреба да му помогне некој во створување, да му помогне некој во давање доши и така натаму. Да го правиш еден и единствен Аллах во неговите дела, ова не е доволно. Зашто ова е теухид рубубија. Требиш ти во аф'ал el-ibad, во делата на робовите, тука да го правиш ти Аллах единствен. Значи делата твои, кои ги правиш ти во ибадетите, да бидат Аллах един единствен обожаван. Значи овие работи да ги сватите увек. Значи кога ќе дојде некој му каже, значи делата се дела на две. Првото е аф'алу Рабб, делата Аллахови. Што треби и барано е да се направи Аллах тука, Таала еден и единствен тука. Аллах сам створува, снабдува, така нема потреба за никого. Но и уште што е поважно, што треба да го потврдиш, ова не ти важи тебе прво, ако не го потврдиш другово, еф'алу либад, нашите дела, нашите ибадети, треба да му ги посветиме единствено на Аллах субхана ва таала. Без посветување на нашите дела на Аллах таала, ти не си муслиман. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.